Дали знаеш како е да растеш, а да нема кој да се радува на твоето детство? Дали можеш да замислиш да ги прославуваш сите твои родендени без мама и тато? Ова се зборовите на човекот кој што од некогашен сирак, односно дете без родители и штитеник во домот за деца без родители 11 октомври овде во Скопје, денеска представува пример за тоа како едно дете без родители може да стане успешен човек и хуманитарец кој што помага онаму каде што помошта е најпотребна. Токму тој човек денес е мој гостин. Велам добре дојде за Илија Јовановиќ. Илија, ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од емисијата од своја страна на телевизија Сонце. Ви благодарам и на вас, на поканата. Како се чувствуваш овде во студиото? Прекрасно. Така. Од сирак до хуманитарец кој што помага оному каде што е најпотребно. Какво е чувството? Чувството е, не можам да го опишам затоа што јас сите изминати реализирани проекти, хуманитарни акции, мојата визија, идеја, плановите, програмата за работа, јас се тоа што го имам зацртано, го терам до крај и упорен сум до крај и многу сум тврд. Сите викат вака, јас ќе ги сослушам, ги прифаќам нивните совети, ама не се откажувам од моето зацртано дека треба до крај да го истерам. И до крај ќе го терам, не се откажам, затоа што сум голем борец. И самата самотија и судбината тоа ми го направи мојот пат. И на сите мои дела, со помош на медиумските телевизии, новинарите, главните уредници, иако имав препреки сопки, од одредени што и ги разбирам дека така им е наложено према мене да постапат, го прифаќам и тоа ми е поука. Исполнен сум на сите успешни реализирани проекти хуманитарни акции. Јас сум кажал и ќе кажам на почетокот да, сум немал искуство, незнаење, имало пропусти, грешки. Си го врати филмот наназад во изминатите години каде беа грешките и моите пропусти. Сега тоа веќе не го дозволам така да биде. Го работам стручно, професионално, со консултации, правни лица, советници и така натака што све поминале. Така, Илија, приказната за тебе остава без зборови. Дури може да се случи да ни се појават и солзи на очите, меѓутоа јас она што го истражив за тебе, сакам да го почнеме од почеток, односно ти по потекло си од Битола. Ајде да започнеме од својата најрана возраст. Па вака, мене моите биолошки родители ме оставија од бебенце, од новороденче. 7 дена имав наполнето и нема услови за издржка. Државата тука им го одзема родителското право, што и од една страна добри тоа што се случило не само со мене и со сите штитеници, затоа што мајка ми не вработена. Едноставно не знам каква беше приказката, државата ме одзема од нив и ме сместија во домот за доенчиња и мали деца во Битола. Таму престојав од новороденче до мојата 5-годишна возраст. Имаш спомени од дома? Се сеќаваш на нешто? Да ви кажам, бледа ми беше сликата, тоа секогаш го кажувам, не знаев каде се наоѓам, не знам што со мене се случува И доаѓа момент кога тебе те пренесуваат во домот за штитеници, односно домот за деца без родители 11 октомври овде во Скопје. Дали се сеќаваш на тогашните денови? Какво ти беше детството? Тој период кога не донесува во Скопје, памтам во Рено возило Рено 4 бевме двајца-тројца штитеници. Цел пат да го плачиш ти од Битола до Скопје, не знаевме каде се наоѓаме, што со нас, каде не носат и едноставно каде те депортираат и што со тебе се случува. Буквално неподготвени, неспремни, збунети бевме, не знаевме што со нас се случува и кога не донесува во домот 11 октомври, јас само сликата ја памтам, цел ден тој ден го плачев, едва ме смирија и главата од зид ја удирав и неколку лузни од таа ситуација имам до ден денеска на главата, што и не се срамам, ќе го кажам, но ова нема да го дозволам на моите деца да се случи баш тоа да го доживуваат. Јас сега сум и родител на 3 деца, верувате, очи ќе извадам за моите деца, нешто ако им фали или им се случи, затоа што
До ден денеска и од мојата сенка се плашат највише нешто ако им се случи на моите деца. Што и тоа ќе го правам затоа што тие се мои и нема да дозволам нешто да им се случи. Така е, велат дека најдобро знаат оние кои што го осетиле на свој плеки товарот на тешкото време. А Илија, што го одбележа твоето детство, односно каков беше животот во домот? Животот во домот беше стварно добар. Имаше еден систем што стварно функционираш и имаше ред и дисциплина. Пред се многу ми се допаѓа што беа вработените строги. Строг имавме директор. Многу строго се држевме на сите правила и куќниот ред, се знаеше кога е станување, кога е легнување, кога е учење, кога е дружење, кога имаме слободни активности. Самите си одржувавме лична хиена, самите бевме мотивирани од самите вработени. Едноставно имавме ние работни навики тамо. Активен во кујната, активен во пералната, во целиот дом. Сите тие работни задачи ги извршувавме, сите тие 9 групи ги извршувавме работните задачи према ова. Наместо да талкаш по улици, да сметаш на комшиите, имало и такви лапсузи, но тоа е кривицата на самиот дом и на самите вработени. Значи, кај нас имаше систем и ред и дисциплина и премногу строго беше. И од таа строга дисциплина, затоа и одредени категории, одредени штитеници излеговме стварно на прав пат и успешни. Каде што до ден денеска сите тие успешни генерации, младенци и младинки оформивме семејства. Жално е што ќе окажам ова дека некои се оставија од X причини, но ете, децата не се дадени во дом, некои може се дадени, не знам. Не сакам тука да навлегувам во нивната приватност. Тамо каде што можам ќе помогнам, ќе им пружам рака, иако не ме почитуваат или ме почитуваат. Да ви кажам, бевме како браќа и како сестри сплотени и многу ми се допадна од една страна што установата го дозволи тоа дел од вработените и многу вработени. Еден период, таа слика никош нема да ја заборам, нивните семејства престојуваа со нас во домот. Значи имаше стварно една убава слика и јас ќе ви кажам до денеска на мојата покојна воспитачка што ми беше одговорна и предпоставена за мене. До ден денеска јас со нивните деца комуницираме и куќни пријатели сме и дури неразделни сме. Скоро секој втори ден комуницираме телефонски на нели овие се електронски верзии и така натака. Не сме разделни, дури и многу ми се допадна што ете ми ја отстапи неговата викендица, бевме заедно 10 или 15 дена без нашите сопруги. Бевме едно 10-15 дена со моите деца, неговите деца, сестра му и јас бев, да ви кажам, прво изненаден од него, затоа што 10-15 дена беа, не знам како да го опишам, стварно убаво си поминувавме, ја бев околу готвењето, сестра му беше околу миењето садови едно друго, мада и него го ангажирав исто. Тој летен период нема никош да го заборавам, така, што стварно... Така, вие од деца се знаете? Да, од деца се контактот знаеме. од домот прераснува во вистинско пријателство и до ден денес. Илија, она прашање кое што ми се наметнува е што после 18-тата година во домот си до 18 години, знаеме дека државата до 18 години се грижи за тебе, што потоа? После, во нашата наполнита 18 година, ние бевме препуштени сами на себе. Што и дел од вработените беа премногу загрижени, што ние понатака. Или идеш по лошиот пат, или идеш по добриот пат. Тие беа два патишта. Има одредени штитеници кои го избраа многу по лошиот пат, каде што и за жално е завршија и по затвориве во Македонија. Најмногу излеговме во успешен пат и да ви кажам, тогаш беше најтешко за сите, да ви кажам. Препуштени сами на себе, ни на небо, ни на земја, бркање со полиција. Добивме, мислам дека и се уште не ги добивме решенијата од центрите за социјални грижи, доцнеа, знам, ми текнува. Доцнеа бевме буквално препуштени сами на себе, избркани во 12 пред дворот на домот. И од тогаш тука ни се заканува да го напуштите, полиција ќе ви викнеме. Тој притисок го имавме од самата ВД директорка што беше, нека и служи на чест, затоа што и она и самата ни викаше полиција и бевме избркани буквално како на улица, овие што беа уличарски куќиња, што се буквално и ние бевме... Имаше ли идеја, визија, што понатаму ќе правиш со твојот живот?
што сакаш од животот? Видете, ние во тој период сите Каде ќе се штитеници, движиш? ние штитеници бевме тогашка збунети со торбицата во рака, еднократна парична помош во износ од 20.000 денара, што попрво ќе направиш ти? И најболно беше што ниту е едни фамилии од станови кои ги издава под кирија не бевме примени. Извини што ќе те прекинам, помошта продолжува и после 18-тата година, така? Не. Не, тука застанува. Не, тука Значи мораш застанува. сам да работиш, да се снагаш, така? Да, прво биевме многу во очи, деца од дом, никој не прима за подкирија, па не знаеш кој си, па што си, едноставно лоша слика не биеше. И мене ми се случи да поранешен штитеник ми помогне да ми најде едно сопче, вие вика од домот сте криминалци, вакви, онакви и така натака. И јас бев буквално тој период стварно не знаев каде се наоѓав. Буквално, тој шамар го добив од таа страна и да ви кажам, тешко беше за сите. Без вработување, без покрив на глава, никаква заштита од државата, буквално бевме препуштени сами на себе и секој си го најде својот пат. Се снаоѓавме како што можевме и умеевме. Јас среќа тогаш кога бев работен во Житолук, сајдете си го решив сам проблемот и така се изборив. А останатите, верувате дека многу потешко се снајдоа и од тука една сила мене ми дојде да оформам невладина организација, што не знаев какво е тоа, што треба, како треба и стварно ми беше првите 2 години ми беа најтешки кога го основав здруженијето, не знаев од каде да почнам. Затоа што ти си буквално препуштен сам на себе, ама кога таква една сила Господ ќе ти даде една визија, план, идеја што да направиш, од каде да почнеш, како Јас велам кога знаеш каде одиш, Бог те насочува. Ти никогаш не си престанал, си бил борец и се уште си. Продолжуваш, го основаш Здруженијето Иднина. Кога се основа Здруженијето, која е неговата цел и како функционира? Вака Иднина беше основано 2003. Замислата мене ми беше од кога бев војник, доброволец, отидов, не ми ни стигна ни покана во домот, море чекај, викам и тој проблем да си го решам, да не ми тропна на врата еден ден кога ќе си со фамилија, со деца. Доброволно отидов и викам, си размислов сега си у војска, ќе завршиш војска, пак истиот живот го тераш. Не знаеш од каде да почнеш. Едно време искрено да ви кажам, ми се вртеа и животот да си го земеш и од што си стварно разочаран. Не само и ја тоа што сум го размислил. Има и други кои тоа го размислува и го имат некој направено тоа, што е најтрагично, самата држава тоа го дозволува до тој степен да размислиш едноставно животот да си го одземеш. Сум имал и такви периоди, ми беше едноставно смачено. Но тука една сила и храброст ми даде Господ во армијава кога бев, 2003-2004 така баш и војната кога беше во Македонија. Таква една сила ми даде, викам ќе основам невладина, викам ќе бркам спонзор и ќе ја терам до крај работата. Што биде, нека биде и од тука веќе почнува да се ствара нешто во мене. Така една сила ми дојде. Избрав и погрешен одбор и ред други работи, не знаев како иде работите, викам све сам работев. Трчај вамо, трчај тамо, едноставно одговорноста, теретот, све на мој плешки ја земав. Ма викам што сака нека биде, сам ќе терам до крај, викам без никако, викам ќе ставам све како што треба, викам ќе терам до крај затоа што не бев сигурен ни од спротивната страна што ќе добиеш. Ти ќе му помогнеш, од друга страна нош у грб ќе ти забие. Продолжив до крај, све така сам терав, многу ми се лутеа, ме критикуваа, ме обвинуваа, ме напаја, ама барем со тоа што е тоа што тврдоглавоста и упорноста до крај го терав. Се исплати. Така, Здруженијето трае до ден денес. Да, прераснува во маргинализирани групи, пред тоа беше за поранешни штитеници, за штитеници кои беа во домовите и така, сите наши проблеми кои се решија во држава, откако се донесе законот во времето на Никола Груевски, ке кажам, кој беше премиер, со претходната влада се донесе закон за вработување. Добивме средства одвоени од буџетот на Република Македонија да се плаќаат стипендии за факултет, магистратура, докторат, не ослободија 60 штитеници да не плаќаат средно образование према државните училишта. Тоа се залагав да се реши стамбеното прашање, се доделија не знам илјадници станови во цела Република Македонија за сите штитеници, за сите ранливи категории, каде што сите тука спаја и таква ја насока им давав не само ние да добиваме, него да добиват сите ранливи категории, од разведени, самохрани мајки, изнемоштени, кои имат примање и така натака. Програмата добро си течеше. Горе-доле сите скоро штитеници добија социјални станови, каде што и 102 опремивме во
Скопје, на селбата Јурија Ѓорче Петров, таму опремивме со помош на владата, со правење на хуманитарен концерт, каде што цела јавност македонска се вклучи во тој проект да се реализира и се вроди со плод. Илија, моето следно прашање е што тебе најмногу ти фалеше во твоето детство, што сега сакаш тоа да им го пружиш на твоите 3 дечиња, а ти си татко на 3 дечиња, тоа ќе го кажеме. Па видите, ова баш ме погоди во срце, јас секојаш во секоја емисија си плачам во себе. Солзата не ја искажам во јавноста, но болката е во душата. Ќе ви кажам отворено, мене ми фалија биолошките родители. Била таква судбината пишана да биде со мене. Дури мојот татко сакал животот да ми го одземе, така да ги имам запознаено биолошките родители, Да. дури и до ден денеска сум се разочарал зашто ги запознав. Верувате дека грам немам милост према нив, да ви кажам, али за моите деца некого мислам очите ќе му ги извадам. Влакно да им фали нешто да им се деси, мислам со мене да не си фатат работа, затоа што за нив до ден денеска гинам и ќе гинам и верувајте тоа јас што сум го немал, што ми била таква осудена мојот живот таков да биде, да не расте со родители, со брат, сестра. Ја имам полубрат, ама не ме не интересира. Ние ако сме од иста мајка, од различни татковци. Така, ти си Мене тоа немал таа воопшто близина и едноставно љубов. сум ја немал таа близина и не ме интересирало и продолжувам јас напред во животот. Јас имам за кого да живеам, имам за кого да се борам. Точно така. Иако сум родител, сум родител и сум сакал најмалце 5 деца да имам, што медицината не го дозволува тоа. Јас пак ќе кажам, имало грешки, лапсузи, пропусти од неискуство, незнаење, но тоа веќе го коригирав, го направив затоа што сега сум со тим што ме советуваат, идам на консултации, совети како да продолжам понатака. Се исчеличив од изминатото време, децата ме држат за све и ме освестуваат, ме освежуваат, ме опаметуваат како во иднина да продолжам. И не ми е тешко до ден денеска што сум хуманист, што го издвојувам моето време да помагам се уште на детни, бедни семејства каде што немат нерешено стамбено прашање, вработување, здравствени проблеми, спортски активности, образование, тие кои се препуштени сами на себе. Јас имам и план и визија, програма. Оваа година највише ќе ја направам богата програмата да биде како што треба. На многу ќе им бодам во очи. Највише ќе се залагам проблемите во нашата Македонија да се решат пред се на ромите. Затоа што кога ќе ги видам покрај семафори, на улица, па деца сум слушнал и сум правил дека ги успивале со охолепаци, со неостик и така натака, тоа јас ќе го решам, но постепено. Немам ништо против ромите, ги сметам исто како и граѓаниве што се на Македонија, така и нив ги сметам. И не можам да ги ова, да ви кажам тоа што сум го немал, што во изминатите години што ниту мајчинска љубов, ниту еден роден ден прославено, и првиот ден школски час да те испратат на училиште, тоа што сум го немал јас, децата сега тоа го имаат. Јас, мене ми се случувало да не јадам сирење, да не пијам јогурт, сум го оставал за детето да го има. И ќе го оставам и до ден денес го практикувам тоа, некош ќе пресечеме со жена ми, ќе сечиш. Толку е, утре, друг ден ќе има подобро. Сум издвоил многу од мојата уста за тие да бидат успешни. Кога го видов зидот со премногу сертификати, успешни во многу курсеви, во многу настани, што не го дозволам некој моето дете да го зажалува, татко ти бил во дом и така натака. Така, да, тука ќе те прекинам, извини, сакав да те прашам и дали постојат се уште тие стереотипи, еве како што и самиот напомена, татко ти бил во дом, дали домските деца можеме да кажеме дека еве не можат да бидат успешни. Ти си еден пример за тоа како е, спротивниот пример за тоа како е да се биде успешен, иако потекнуваш нели од домот, меѓутоа се уште постојат стереотипите, факт е дека тие деца фаќаат по други патишта, не знам, криминалци, како што и самиот напомена. Колку кај нас се подигната свеста дека не треба така да ги генерализираме работите? Не треба и апелирам до сите граѓани, до сите семејства, до сите родители. Застанете,
позади нивниот живот, бидете вие родители на таа категорија, запознајте ги, пружете им, викнете ги во вашиот дом, тестирете го, покажете му пружена рака, дајте му љубов, дајте му топлина, сплотете го со вашето дете да биде во таква средина, верувате дека тоа дете веќе од утре подруго ќе размислува како да постапи во животот, затоа што јас ќе кажам, да, вработените се окей, постарите вработени ги поздравувам, се од таа категорија, мислам од таа по-старата строга школа дисциплина, уште два-тројца дали ги има, каде што и мислам за кратко време и во пензија кидат, тие ќе ги стерат на прав пат. Но од 98 година до ден денеска децава све идат во погрешни насоки. Нема доволно пружена љубов, воспитување, образование, слаб капацитет на ова, се жалат, поплаки, домскиве деца тепат други деца и така натака. Зошто тоа се случува? Кога ќе застанат класните раководители, кога ќе застанат самите родители и самите деца на нивната страна, малце да бидат позрели, еј, што прават овие? Дајте малце да застанеме. Еве, кај мене, кај некои донатори, дури што сме имале со станоци, да дават донации за оваа категорија на семејства, дури кога ми кажа дека дете од дом зимала да го носи по родендени и да го зима кај него дома. Тоа мене ми се исполни. Тоа е тоа што го кажувам и апелирам, дајте сите работете со домските деца, верувате таа топлина, таа љубов, таа пружена рака од вашата страна, која ќе ми ја пружете на тие деца, и кога некој, еве, апелирам од богаташите да им платат спортски активности, музичко образование, странски јазици, тенис, одбојка, карате, сите тие активности кои ги има од професорите, од нелете што предават приватни часови, пружете им го тоа на штитениците, верувате дека они подруго ќе постапат во животот и дека ќе идат на вистински пат. А вака, они се до ден денеска препуштени сами на себе, немат водилка во патот, се грижат, се сместени, но системот не функционира како што треба. Ако ова они го постапат кон децата и ги прифатат како штитеници и од самите мали нозе ќе почнам прво од градинките, пред установите школски, од како ќе почнат со основните, со средните, и кога ќе почнат да работат сплотено со домските деца, ако ги прифатат какви и што се, верувате дека на прав пат ќе ги изнесат со нивната водилка, со нивното дружење, соработка, домските деца да ги земат кај нив да учат заедно домашна задача, па да ги каже проблемите, па каде што ги имат проблемите, па самите родители да помогнат тука. Верувате, секоја помош е добродојдена за нив, што колку и да им, еве, они имат сега претерани луксузни услови ги имат во тие семејни куќи. Но главниот проблем е го немат воспитниот процес, го немат. Нема кој да ги истера на прав пат, нема кој да ги начелното, еве, као ја често пати со жена ми ќе се скараме, дај, застани деца имаме, треба да се работи со нив, да не дозволиме со прст да ги етикетират или да ги покажуваат. Вакви се, такви се, онакви се. Јас сум голема битка, да, би се борел и да сум министер за труд и социјала. Верувате, сите домови ќе ги затворам, сите тие малски домови ќе ги затворам, децата ќе ги дадам прво кај своите биолошки родители, но ќе направам прво истражување каква е нивната ментална состојба. Експерти, педагози, стручњаци, социолози, дефектолози, има систем да се работи со нив, да им се вратат. Прво ја на тоа бидел децата да се вратат кај своите биолошки родители. Сметаш дека на тој начин ќе се подобри? Па како не? Па како не, вие сега, мене некој детето да ми го одземе, па ја знаете у каква состојба ќе е ова. Ќе забегам право така, за го... Така, има некои родители што на само иницијативно ги даваат децата и ете не сакаат да ги чуваат. Не знам како ќе им ги вратите вие. Па, видете, имало причина зошто се откажале и се разочарале од брачниот пар, го избрал погрешно на брзина, алкохоличар, со досие затвореник и така натака. Тука, да, го гледам и тоа, а втора работа, јас себе како што ги гледам, семејствата што ги помагаме ние сега, маргинализирани групи, имаме јас семејства каде што најмногу сега се залагам за семејства со посебни потреби, највише сакам на нив да им помогнам, затоа што се заворани од општеството, од општините, од министерството, ги манипулираат, ги злоупотребуваат за време на избори, за време на платежни картички и тоа, што најмногу боди на граѓаните и на ова.
И втора работа, јас еве гледам семејства со посебни потреби, деца не оставаат во домови и не дозволуваат и ги охрабрувам да не ги остават. Што и едно правев истражување во Заводот за Демир Капија и има биолошки родители кои целосно се откажуваат и нека им служи на чест Господ со најлошот ќе им врати. Во тој дом на годишно ниво од 10 до 15 штитеници на годишно ниво починуваат, се откажуваат да ги погребуваат, а немат никаков слух и интерес према таа категорија. Јас еве пример, сега како родител, да имам јас такво дете, верувајте дека до крајот на животот за нив ќе се борам, макар и последното да го имам, ќе го дадам на него. Од уста ќе го извадам, на моето дете ќе го дадам и нема да имам никаков страм да се борам за тоа дете, затоа што ќе ви кажам имав една страшна приказка во мојот живот и кога запознав една особа ситуирана, богаташка, директорка на компанија, имаше дете со посебни потреби, до ден денеска докторите потврдуваат дека нема да остане живо. До ден денес мислам дека се уште се бори во тие клиники, во тие установи. Последен пат ја видов на инфективна клиника, баш си ги отворивме сродните души и она мака си имаше и ја имав еден проблем. И да ви кажам, кога ми раскажа за незината приказка, ќе речеш каде и сум го размислил, замислете си директорка, оставаше компанија, оставаше све, работа, функција незина, до ден денеска трчам, мислам и ја поздравам и ја охрабрувам, не и се парите не се вика битни, вика, мене детето ми е, вика. Во таква тешка ситуација, вика, до крајот на животот се борам за незе, вика, и ќе се борам и да биде, вика, во количка, вика, до крајот на животот незе, вика, ќе се борам, вика, да бидам покрај незе. Така, тоа е таа родителска љубов, да, јас апелирам, без разлика, дали се со тешок хендикеп или со прифатете ги какви што се. Верувате дека мирно нема да спиете, детето кога ќе го оставите во дом да биде осудено и казнето. Прво од вас, па од страната на државата и да не можеш ти своето чеде да се откажеш, да не го погребуваш. Тоа е најголемата казна за детето, која е видов страшната приказка во Демир Капија, до ден денеска таа слика не можам да ја заборам. Со ќерка ми бевме, дури изгрешив што ја однесов ќерка ми, па среќа ја тргав од страна, не очекував дека тој дом така функционира. Со ова да ви кажам, јас ќе се борам, ќе ги помагам маргинализираните групи, иако не сум политички одреден, не сум со власта. Сум покушавал со сите да соработувам за доброто на граѓаните да бидат безбедни, да нема криминал, да нема проституција, да нема самоубиства, да нема штитеници загинување во сообраќајки, каде што сум погребал двајца штитеници, не дозволив да бидат погребани во заедничка гробница каде што ги погребувале социјалните случаи. Дозволувам, се грижев и се борев да биде еднакво, да ги има сите права како што ги имат граѓаните и семејствата, да бидат прифатени на се. Ние, односно нашата организација, за време на пандемијата, ние ништо не работиме, стопиравме се, оставаме сега компаниите и ги поздравам што несебично ја покажуваат хуманоста кон најтешката категорија каде што сега сите се под апарати и под ова. Оставаме пат на нив да им донира, затоа што ова е елементарна непогода. Јас така тоа го сметам од сите работи што ги истражувам, што ги проверувам. Нека продолжат таму да помагат. Ние по 7 година и пол, 2, додека не се среди ситуацијата, по 7 година и пол, 2, ќе се посветиме на проектите да се реализираат за оваа категорија. Сме во план да градиме уште 48 куќи, до сега 2 изградивме, во Тетово и во Велес, продолжуваме и понатака во цела Македонија да градиме куќи, тоа што го имаме зацртано. Пред се ми е најголемата желба да се донесе, како за нас штитениците од домовите, да се донесе, како што се донесе закон за вработување, ќе се залагам, ќе се борам со последните сили, откако ќе го донесам законот за вработување за сите маргинализирани групи и за ромите, јас веќе тоа кога ќе го успеам во животот, мислам дека веќе најголемиот проблем ќе го нема. А останатото ќе си работиме во опремување на домови со користени мебел, бела техника и ред други работи, откако ќе ја покажат хуманоста повторно граѓаните, ние со тој мебел ќе ги опремуваме сите домови, затоа што овие семејства се уште имаат потреба од мебел, апарати за домакинство, сервиси, прибор за појадување, бела техника, реновирање на кровови, промена на електрична инсталација, водоводната инсталација, каде што они не можат да си дозволат ни кредит да земат со таа социјална помош и ниту може да го реновират. Ние зошто се нафативме во реновирањето на куќите?
се нафативме затоа што има многу во таа категорија да им се запалат куќите, каде што и семејства може да загинат. Тоа никој не може да им го пружи, не знаат кај кого да се обратат, не се запознаени, не ги знаат своите права. Имаме семејства кои немаат лични документи, немаат матични броеви, уште не се регистрирани во системот на МВР. Ние сега ќе видиме и со МВР, ќе закажеме состаноци со труд и социјала. Најголемата желба ми е да се тргнат ромите од семафорите, од сите булевари, од сите улици, затоа што се во опасност се стават нивните животи, животите на децата, каде што имам и сознание дека зимале деца ги мислам, не сакам ова да го кажам, сум го слушал од самите граѓани од самото истражување дека ги зимале, ги зимале за да вадат пари на нив. Знаете што се случува со тие деца? Ги успиват со охолепак, со неостиг, за да бидат во таква состојба, но на тоа дете не треба така да се постапи. Детето си има потреби. Станување, јадење, изнесување, шетање, у 12 сат треба да се легне, до 14 да спие, према моите деца што ги знам. Тоа дете не е изложено за ова. Ја би им ги одземал привремено родителската права, би им ставил забрана да видат каде се наоѓа, зошто тоа го правиме. Би направил една акција МВР, труд и социјала, владата, тој проблем да се реши, да се сместат во некои од овие домовите сега што се затворени или во семејните домови да се стават привремено, да се работи со нив еден период, зошто им е одземено ако продолжат вака, дека и судски може да одговарат и кривично, дека пазете, и апелирам до граѓаните да не им дават пари ни за чистење на шофершајбни, ни за питачење, затоа што они наоѓаат на секаков начин пари да ти земат, а те стават и тебе во опасност и они самите во себе во опасност се стават, не дај Боже, па и сообраќајка да направиш, а тие се и самите врзани со неколку адвокати да и тоа се деси за да земат штета. Еве јас апелирам до МВР, до труд и социјала, дајте, решете го тој проблем, тргнете ги од улица, работете со нив, вработете ги и апелирам владата, министерството, МВР и труд и социјала да најдат начин, модел да се вработуваат и да ги ослободат компаниите. Компаниите, да, сака да ги вработат, но треба државата да застане позади компаниите, дека треба да ги ослободат од царински давачки, од вакви давачки, онакви, тоа си го знае Министерството за финансии и треба тој проблем. Зошто работодавците не ги вработуваат таа категорија? Затоа што државата не стои и нема да стои. И самата држава ни ги прави нас социјални случаи да бидат зависници, да се користат за партиски цели и ред други работи. Јас во оваа држава, Република Македонија, сакам да нема социјални категории, да нема ранливи категории, да има закон за вработување, да не бидат зависници од парична помош, платежни картици, подкупување за време на избори, пакети, вакви, па се бламират некои политичари, градоначалници, еве ние ќе спроведеме вака акција. Да, ја поздравувам секоја акција, но како ја размислуваат политичарите таа акција? Знаат, свесни се, еве ќе помине 3 дена, храна, готово или месец дена, после 30 дена ние што правиме? Трајното решение на проблемот? Трајното решение. Не се разгледува. Немат ни здравствени книжки, немат изводи на родени, државјанства немат. Се водат како странци во Република Македонија. Зошто тој проблем не е решен? И многу други работи, пред се образованието, неписмени, без образование. Ние сакаме да бидат конкурентни на пазарот, со возачки дозволи, странски јазици, обука на компјутери, сертификати да имаат. И пазете, има и талентирани од таа категорија и може многу поуспешни и талентирани да бидат експерти, стручњаци, доктори, магистратури, што тоа не го дозволува нашата социјала. И самите ние државава ја направивме да ни биде социјална држава. Ова држава има пари и може да има буџет, но многу погрешно се постапува. И оваа категорија ќе направам и тие да добиват социјални станови. Да не бидат зависници од државата, од труд и социјала, па да чекаат второ, трето дете и да бидат зависници од граѓаните. Не сакам и да сум ја министр за труд, ја не би го дозволил да има социјална ранлива категорија. Да, има во целиот свет. Можно ли е тоа? Да нема. Можно ли е тоа да нема? Па може. Знаете зашто може? Затоа што кога ќе седнат експерти, стручњаци, социолози, психолози, поранешни министри за внатрешни работи, кој ќе ги седнам ја на маса, па кој ќе ги повикам сите, кој ќе се направи една добра, богата програма за работа и кога ќе седнат тие експерти, стручњаци, затоа нели ете ги имаме ние и
верувате дека сите тие кои ќе ја дадат идејата и кои ќе се донесе закон, кои ќе се измени, кои ќе се допуни и кои ќе се изгласа во законодавниот дом, верувате дека ова држава во изминатите години можеше многу да нема социјала. Ние спротивно ги направивме од 400 нешто илјади граѓани во државава, 39,9% ние имаме само маргинализирани групи кои се зависници. Зошто до кога ќе се задолжува државата да добиват социјална помош или да се крати од ова, да се крати од тоа, да опстанат домовите. Но што со децата, што со штитениците, до кога родителите од социјалната категорија ќе ги омаловажуваат, ќе ги етикетираат, ќе ги подкупуваат, ќе бидат неписмени, без високо образование, немат санитарни чворови, не им е сменета електрична инсталација, водоводна инсталација. Апелирам до сите општини во Република Македонија, јавните предпријатија што ги отворија дополнително паркинзи, чистачи, вакви такви, земете, дајте им предност на тие да се вработат. Тие кои немат услови, дајте да ги извадеме од листата на социјални категории, каде наместо да се вработуваат партиски членови, нека се вработуваат и да имат тие приоритет, да бидат први на листата за вработување. Да, ќе вработиме од партиските членови, ќе вработиме и 3 од семејствата. Да, јас сакам да нема социјална држава, да нема социјални случаеви, децата без родителска грижа со програма, со план, со проект да се вратат кај биолошките родители, каде што се способни и ментално, душевно и така натака, и верувам дека тука може тоа да се реализира, да доколку ете немат шанси да се да се дадат побрза кратка постапка на посвојување и да се работи со тие дека имат вистински биолошки родители, затоа што до ден денеска сите трагат по своите биолошки родители и границите им се затворени до државната тајна тамо каде што не можат до главните документи да дојдат. Така, Илија, јас ке ти се заблагодарам при самиот крај за ова твое излагање, ке го наречам, за ова образложување, односно пативме, се надевам дека поголемиот дел од темата е наистина долга, има што да се каже, навистина има што да се зборува. Се надевам дека сето ова што го спомена со многу работа и со многу труд ќе успееме да го изреализираме во понатамошниот тек на станите. Ке ти честитам овде за се што правиш и како поединец и како Сдружение Иднина за сите оние хуманитарни акции, сите оние хуманитарни дела. Ке ти се заблагодарам овде за овие благодарници. За вас и за... Така, ова е за мене и за телевизија Сонце, ќе ги покажеме и пред нашите гледачи. Ке ти посакам уште многу успеси. Ние како медиум сме овде да поддржуваме вакви хумани дела, посебно во време на пандемија, кога знаеме дека некому помошта му е навистина повеќе од потребна. Уште еднаш ти благодарам што ја прифати поканата. Се гледаме во наредна благодарам и на вас прилика. за поканата и поздрав до сите слушатели и гледачи на ТВ Сонце. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно издание од емисијата од своја страна. Овој пат вашето внимание го задрживме со разговорот со Илија Јовановиќ, основач на Сдруженијето Иднина, дете сирак, кој што поголемиот дел од неговото детство го поминува во домот за деца без родители 11 октомври во Скопје. Меѓутоа, доказ дека и домските деца прераснуваат, односно можат да прераснат во успешни и луѓе со визија, кои што еве денес помагаат онаму каде што навистина е потребна многу помош. Ке ви се заблагодарам што не следевте и овој пат и ке ви најавам наша нова средба, наредната среда во истиот термин. При самиот крај посебна благодарност ке упатам до бутик Мај Мода, кој што се наоѓа овде во центарот на Скопје, кој што секако можете да си го посетите секој ден и да си одберете ваш модел по ваш избор. И секако посебна благодарност до мојата шминкерка Самра Имери. Бидете поздравени.